Екипата на Тетекс го одигра четвртиот контролен надпревар во овој подготвителен период. Противник на тетовската екипа беше Кичевски Влазрими, а надпреварот заврши со најнепопуларниот резултат 0:0. Фудбалерите на Тетекс на гостувањето во Кичево се прикажаа во одлично светло. Имаа неколку одлични можности за погодок, но Апостоловски и Јалија не успеа да реализираат од идеални можности за гол. Досега во рамки на подготовките за пролетниот дел во втората фудбалска лига, екипата на Тетекс забележа 2 победи, против ССК од Скопје со 5:2 и против Љуботен со 7:0, додека нерешено заврши дуелот против Гостивар 2:2. Токму екипата на Гостивар ќе биде следен противник на фудбалерите на Тетекс. Првенството во втората лига започнува на 4 март, а прв противник на тетовските фудбалери ќе им биде екипата на ФК Скопје. Вкупно 10 голови на 2 надпревари беа постигнати на вчерашните надпревари од осмина финалето на Лигата на шампионите. Екипата на Бајерн Минхен со убедливи 5:1 го совлада Арсенал. Домашниот состав во водство дојде уште во 11-тата минута со погодокот на Робен, додека Арсенал израмни во 30-тата минута преку Алексис Санчес. Во второто полувреме фудбалерите на Бајерн Минхен успеа да постигнат уште 4 погодоци. Роберт Левандовски во 53-тата минута ги донесе домашните во водство од 2:1, а само 3 минути подоцна Алкантара зголеми на 3:1. Истиот фудбалер зголеми на 4:1 во 63-тата минута, додека конечните 5:1 за Бајерн Минхен ги постави Милер во 88-та минута. На вториот надпревар екипата на Реал Мадрид со 3:1 беше подобро од Наполи. Гостите од Италија изненадувачки дојдоа во водство уште во 8-та минута, со прекрасниот погодок на Инсиње. Карим Бензема во 80-тата минута израмни на 1:1, откако скокна највисоко во гостинскиот 16-сетник после нафрлената топка од Даниел Карвахал. Реал Мадрид дојде во водство во 49-тата минута со погодокот на Тони Крос, а конечните 3:1 беа поставени во 54-тата минута, кога Касемиро постигна вистински еврогол. Надпреварите од осмина финалето на Лигата на шампионите продолжуваат следниот вторник.